Во нацрт документот во кој увид имаше Радио Слободна Европа се наведува дека масовните онлайн кампањи за дезинформирање се користени од домашни и странски актери за сеење недоверба и креирање социјални тензии со сериозни потенцијални последици врз нашата безбедност. Например, руската воена доктрина експлицитно го признава информацијското војување како едно од нејзините домени, се наведува во документот. Според неофицијални информации, шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини и комесарката за дигитална економија Марија Габриел не сакале во документот да биде нагласена посебна земја. Како и да е, неколкумина други комесари инсистирале Русија да биде наведена во делот за дезинформации и сајбер напади. Деновиве во Торонто и министрите за надворешни работи од групата на 7 најразвиени индустријски земји во светот ја посочија Русија и се обединеа во осудата на незиното однесување за кое оценија дека ги подкопува меѓународните закони. Министрите се согласија да формираат работна група која ќе го проучува како што се наведува малигното однесување на Русија поради загриженоста за акциите на Москва. Шефицата на канадската дипломатија Кристија Фриланд изјави дека земјите од Г7 биле обединети да работат заедно против руското мешање во изборните кампањи и дезинформирањето. Naturally, we spent a considerable amount of time talking about Russia, whose actions continue to challenge the rules-based international order. Инаку документот на Европската комисија има за цел да се етаблира, како што се наведува, европскиот пристап во справувањето против дезинформациите. Во фокусот се 4 клучни принципи: подобрена транспарентност, промовирање разновидно информирање, покредибилни информации и изнаоѓање инклузивни решенија.